Расте ли нервозата, но и стравот кај власта дека нема да успее да го испорача она што го ветила во врска со уставните измени, а зашто нема согласност од опозицијата. Викендов возилата на дел од функционерите на ВМРО ДПМНЕ на удар на насилници и хулигани. Портпаролката на ВМРО ДПМНЕ Марија Митева утро во својот автомобил го затекнала демолиран и искршен. Сликите од демолираното возило таа ги објави на својот Facebook профил со порака за сторителите. Очигледно се во паника и исплашени, па тргнаа да не заплашуваат и нас. Ако некој мисли дека пораката е примена, можам само да ви порачам дека ваквите методи кои се одлика на страв предизвикуваат поголема храброст и кај мене и кај ВМРО ДПМНЕ. Сега сме 100% уверени дека сме погодиле точно во сршта, а да знаете, одговорност ке има, напиша таа. Во Прилеп пак непознато лице, најверојатно со метален остар предмет, го оштетило приватниот автомобил и на председателот на Советот на општина Прилеп, Дејан Продановски, кој е и председател на локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Според неговата објава на личниот Facebook профил, автомобилот бил паркиран на јавна површина и тој во овој, како што го нарече, нихилистички чин, препознава атак врз неговата лична безбедност поради неговиот политички активизам со двете функции кои ги извршува. Хулиганството, бруталноста и насилството само резултираат со омраза и недоверба на граѓаните кон полицијата, која треба да го штити и да го чува мирот, и се потврдува тезата за неспособноста на безбедносните структури во Прилеп, напиша Дејан Продановски во својот Facebook статус. Инаку ова не е прв пат функционерите на ВМРО ДПМНЕ да бидат цел на вандализам. Сличен ваков инцидент во Прилеп имаше и во март, кога беше оштетен приватниот автомобил на екс-градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски, паркиран пред неговата семејна куќа. Извршителот беше снимен од безбедносните камери, снимките беа предадени во полиција, но и по 4 месеци од тогаш тој не е пронајден, иако Ристевски имаше дури и напишано: новопечен комшија, биди доблесен и дојди да се договориме, ако не. Предходно пак опожарен беше и автомобилот на пратеникот Петар Ристевски пред неговиот дом. Од сторителите нема ниту трага, ниту глас.